Вашата родена мајка го говорила. Пред неколку дена, четајќи се по улицата, сретна едно детуле, мало мило, беше драго, но беше и тажно. За мене е важно нито едно дете не смее да биде тажно, па му велам, зашто си тажно, детеле мој мило? Тоа ми вели не е важно. Но како не е важно? Зарад дете треба да биде тажно. Си велам јас, сигурно не си го добил поданокот што ти го испрати. А тоа дете ми каже истиот час, истиот глас. Оваа година веселка да празнувам. Јас не сакам подарок за мене, сакам за маму и тату. Сузавчеви. Како е можно дете да не сака подарок за него, туку за мама, за тату? Зарад тоа може? А велам, тој родители работа. Може да си купат се што ќе го сакаат. Што е тоа што не може да купат? И детето важно, ми кажа нешто важно. Да, веселка да образува. И е работа. Имаат пари. Меѓутоа, немаат доволно пари да си купат време, да ми го посветат мене. Дори тогаш свати јас веселиот да го разум. Дека најскапоцениот подарок што родителот ќе го даде на детето е времето. Времето посветено тебе, на сите нас, да играме, да пееме, да се смееме и да се веселиме. Кога децата се сретни и весели, нивните родители уште повесели, а јас сам великам на кридестат. И затоа, јас не сум само да добрас. Не да ми вика веселиот, повеселиот и највеселиот да добрас. Одам и сретни и весели вечија. И затоа молам час да ви кажам сите вас, од среќа, срцето да ви пее, лицето да ви се смее, од душата љубов да блика, тоа да биде вашата секојдневна слика. Ова не го велам често. Во срцето моје има место за секое дете честно. И така, чучуриката еднаше, сметна на керамидата, испее една песна и летна. Чучуриката летна, керамидата падна се скрши и тука бајката заврши. Чича, мича, готова прича. Веко здраво, јас веселиот едобрат. А сега, да ви измислам уште нешто важно, многу важно, најважно. Бидејќи бевте